Александрович. Пред почетокот сме на надпреварот во пионерска конкуренција помеѓу екипите на ракометниот клуб Делчево Вардар и Астибол Штип. Прв напад, иако надпреварот беше закажан за 18:30 поради одигрување кошаркарски надпревар помеѓу клубски патриоти и Баскет Дино, заказ на стартот, еве почнуваме. Првиот напад, како што кажавме, го имаат домакинките кои настапуваат на голот со број 12 Антонија Гоцевска, со број 2 Софија Манова, со број 3 Величковска Дејана, со број 4 Манова Андреа, со број 5 Трајковска Катерина, со број 6 Луиза Димитровска, број 7 Ива Велкова, број 9 Јовановска Мелита, број 10 Георгиевска Бојана. Нема гол во првиот напад. Број 11 Исидора Јовановска, број 13 Стојменова Мелита, број 16 Михела Захарива, број 17 Бисера Дончевска, број 18 Леонтина Вирчанска, Меванија Христовски, број 8 тренери Горан Делков и Гоце Стиловски. Сега напад за гостинките од Штип кои играат во сино-бели дросови. Аќе настапат во состав на голот Манџукова Викторија со број 2 Накова Ана Марија, број 3 Донева Сандра, број 4 Илиева Нина, Сара Гигова број 5, Мила Дерганс број 7. Да видиме како ќе заврши овој напад за Делчевки. Во стативата Јовановска, но повторно шанса за гол. Промашува Велкова. Застанавме кај број 7 Мила Дерганс во екипата на Астибо. Прва одбрана на Анастасија Гоцевска во тимот на РК Делчево. Кај гостинките со број 8 Анастасија Гицева, со број 9 Мелани Неделкова, со број 10 Илиева Сандра, со број 11 Захариева Зафирова Вероника, со број 13 Илина Марлова, со број 14 Теодора Сандевски, број 15 Јана Паневска, Ана Насева, број 16 Јована Зафирова, број 17 тренери Марија Анчева и Димитар Иванов. Делегат Александар Атанасовски од Куманово суди, Александровски Наоми, Кузмановски Стефан. Контранапад. Стојменовска, нема гол. Службени лица, дежурен лекар Викторија Џабирска, записничар Марија Велкова, мерач на време Гоце Стиловски. Околу 100 гледачи на овој надпревар. Контранапад преку Мелита Стојменовска за 1-0. Стојменова подручно, Мелита е стрелец на првиот гол. Еве го и првиот гол за гостинките со број 2 Накова Ана Марија. 1-1. Пенал за Делчевки. Лево горе на вашите екрани е семафорот, може да го следите резултатот паралелно, додека напаѓаат ракометарите од десно кон лево. Над голот
Мелита Јовановска. Брани Антонија Гоцевска, но остануваат во напад Штипјенки. Одлично овде Стојменова ја блокира Георгиевска. Поточно Илиева. Шут сега на Паневска, непрецизно. Долга топка кон Стојменова, но не успеа да исконтролира Стојменова. Повторно топката во раците на Гоцевска. Грешка во додавањето, велат судиите. Мора од почеток оваа акција, вели судијата. 1-1 на почетокот. Во оведните 5 минути од овој натпревар. Во оваа конкуренција се игра 20 минути полувреме. Обид за проигрување, ремонтира Вирчанска кон Бојана Георгиевска, да видиме. Статива не име денот засега на Делчевки. 3-4 зицари промашија, останува 1-1. Брани повторно Антонија Гоцевска. Обид за контра, но пресилно е тоа за Мелита Стојменова. Нервозен почеток и на двете страни. Нов напад организираат Штипјанки. Подигната рака на судиите, најмногу 2 до 3 додавања и мора да се шутира. Така е, но брани Антонија Гоцевска. Кај гостинките пречката и непрецизните удари спречија водство, додека кај домашниот тим Антонија Гоцевска не дозволи гостинките да ја искористат шансата по промашувањето која има, значи останува 1:1. Тајм-аутот е за Велков и Стоиловски.
Заврши времето за тајмаут, предолго овде ги советува Анчева и Иванов ги советуваат своите избранички. Не видиме дали овој тајмаут ќе резултира со посмирена игра на домашните ракометарки. Аут за ракометниот клуб Делчево. Гол на Георгиевска, прв на овој натпревар. За неа Трајковска во составот на Делчевки. Грешат сега Штипјанки. Јовановска Стојменова, Трајковска Ива Велкова, Бојана Георгиевска и Леонтина Вирчанска. Тоа е составот на домашниот тим, кој во моментот се наоѓа на паркетот. Повторно Гоцевска бара простор. Претходно свиден фаул, станува 2-1. Половина од првото полувреме, уште една минута и измине. Влегуваме во 10-та минута од овој натпревар. 2-1 за Делчевски. Немаше фелш, што се вели спортски во овој удар на младата ракометарка од Штип. Останува 2-1 за домашниот тим. Повторно топка над голот Георгиевска. Мислам дека овој поодамна не се случило во салата Методи Димитровски Брицу. За 10 минути само 3 погодоци и од двете екипи. Грешат сега гостинките. Јовановска краде топка и искористува, го користи овој подарок за зголемување на водството на 3-1. Комбинираат овде Илиева и Паневска. Млак обид на ракометарката со број 10 Сандра Илиева.
Еве сега можност за Вирчанска за 4-1. Се игра 13-та минута, до сега измина 12 минути и 20 секунди. 4-1. Грешат повторно Štipljenki, топка за Стојменова. Погодува Ѓорѓиевска, втор нејзин погодот. Петерен водат Делчевки. Исклучување за Мелита Стојменова, прво на овој натпревар. Ништо и од овој напад на Štipljenki. Мене ми се причини дека ова е гол, но останува 5-1. Греши ракомедарката со број 8. Анастасија Гицева, топка за Река Делчева. Немаше ли овде фаул? Не велат судиите. Над голот високо. Јовановска, тајмаут сега за гостинските тренери Анчева и Иванов. Да сумираме за овие 15 минути, Делчевки и Štipljenki почна нервозно. До 11-та минута резултатот беше 1:1. По тајмаутот кој го зеде во тој момент Велков, Делчевки заиграа поангажирано и во наредните 3 минути дадоа 4 гола за водството 5-1. Продолжува играта, по овој тајмаут кој го побараа гостинските тренери.
Сега стативата сојузники на Гоцевска. Георгиевска, пред гол за 6-7. Еден постигна Јовановски, два постигна Јовановски, еден Леонтина Вирџенска во досегашниот дел од преворот. Стојменова сега одзема топка. За Шумиц звони. Завршни минута и пол од ова прво полувреме од надпреварот помеѓу пионерките на РК Делчево и РК Стиво. По 8-1 моментален резултат за домашниот тим. Ево го вториот гол за Шкипјанки. Тајм-аут се проверува дали ова беше гол. Така е 9:2. Еве го и 10-тиот гол, Стојменова.
Уште 13 секунди до крајот на првото полувреме. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Дали има време за брз напад? Не. Значи да сумираме 10-2, резултат на полувреме од надпреварот во пионерска конкуренција помеѓу РК Делчево и РК Стибо.
Почеток на второто полувреме со напад за Штипјанки. По првото полувреме резултатот 10:2 за екипата од Делчево. Престап велат судиите, иако ова ќе беше чист гол за Вирчанска, втор неизина, но овака останува 10:2. Грешат гостинките од Штип. Топка за Јовановски. И повторно како во првото полувреме, првичните напади не ги реализирам. Нити пак гостинките досега. Нова одземена топка, Стојменова, Ѓоргиевска, велат чекори судиите. Нема зашто да брзаат Делчевки, имаат 8 гола разлика. И конечно погодок во второто полувреме. И тоа втор на Вирчанска. За 11:2. Сега Стојменова краде топка. Но топката е истуркана од рацете, а судиите велат нема овде прекршок или намера, така што гостинките ќе продолжат со овој напад. Ѓоргиевска и Јовановска тргнуваат во напад. Велкова и гол. Одлично одработена акција. Ако не се лажам, прв нејзин гол, 12:2. Исклучување за Ѓоргиевска. Викендот кој предстои, кадетките ќе играат надпревар на гости, ќе гостуваат кај Стружанка, и во пионерска и во кадетска конкуренција сме меѓу 4 екипи во своите групи, на второто и четвртото место сме. Тоа се позициите кои водат во плей-офот.
силен сега удар е тоа на ракометарката од Штип. Да видиме само со број 2 Ана Марија Накова. А сега исклучување и за гостинките. Претходно во тимот на Делчев и Георгиевски исклучена, а сега со број 5 Сара Гигова надвор од теренот. 2 минути ќе биде надвор од теренот. Стојменова. Прецизно. 13-3. Ана Марија Накова задржана и вели судијата 2 минути исклучување и за Вирчанска. Моментално со 4 ракометарки. Домашниот тим. Со 5 ракометарки игра тимот од Штип. Набрзо ќе се врати во игра Георгиевска, така е. Грешат Штипјанќеве, а Георгиевска е во игра. Не е просто во вакви ситуации Мелита Стојменова. Во левиот горе нагол на голманката Манџукова ја смести оваа топка за водство 14-3. Се игра 28-та минута од надпреварот. Брзо изведен овој слободен удар во пречката стрела Стојменова. А сега на радост на сите кои го сакаат спортот, забележувате од десната страна можеби најмладиот ракометар кој досега сме го забележали овде во спортската сала во Делчево. Има право за настап по оваа пионерска конкуренција. Со број 11 тоа е Вероника Зафирова, во меѓувреме гол за Делчевки. Го процени овој удар на ракометарката со број 15 Паневска, но не и на Гигова, така што Штипјанки намалуваат со овој нејзин гол на 15-4. Второ исклучување за Стојменова, во меѓувреме гол за пионерките од Штип. (15-5). Сега исклучување токму за Паневска која го постигна голот.
така ли покажува судијата, да видиме? Не ја разбраа нивната оваа нивна одлука. Се уште на теренот. Прифаќа Гоцевска, силно кон Јовановска, која нема да ја пропусти оваа прилика, се радува публиката на овој нејзин трет гол. Вкупно 16 за Делчев. Завршни 9,5 минути во кои со овој гол на Георгиевска домашниот тим води со 17-6, има 11 голови предност во завршните минути. Нема гол. Гоцевска ја проигрува веднаш. Јовановска. Прецизно уште еднаш. На брзина 3 нејзини гола. И тоа е резултат на одличната одбрана на Гоцевска, која веднаш ја забележа повторно огромна е разликата помеѓу двете екипи и тоа е резултат. Овој резултат го наведе тренерот на гостинките да побра тајм-аут. Брани Гоцевска уште еднаш. Браво за Бојана која откако и беше досудено лошо водење ја одзема оваа топка и постигнува гол за 19-6.
Сега нова можност за Јовановска. Еве го 20-тиот гол. Повторно шанса за Јовановска. Последните неколку голови беа нејзино дело заедно со Бојана Георгиевска. Еден Стојменовски, еден Вирчанска постигна во ова полувреме и Вавелкова на почетокот. Гоцевска брани. Може слободно да ја прогласиме за еден од најдобрите играчи на овој натпревар. Еве сега подршка за домашната ракометарка Луиза Димитровска, која го постигнува првиот гол. Купно 22 за незината екипа. Најистакнатиот поединец кај Штипјанки постигнува уште еден гол. Тоа е Јана Паневска. Еден од најистакнатите и во домашниот тим Георгиевска стрела за прецизно за 23-7. Јовановска, нов гол. Нов гол. Само да нема повреда овде. Убедлива победа на екипата од Делчево. Може уште сега да го прогласиме победникот. За сега 25-7. Во очекување сме и на Манова да даде гол. Да видиме. И ево. Сестрите Манови на теренот, а стрелец со број 4 Андреја Манова. Најверојатно поради лошото време имаше мал прекин во преносот, но продолжуваме, еве има уште минута и пол до крајот. Испустивме некаде една минута, немаше погодок за тој период. Сега се вклучуваме на крајот на овој натпревар, имавме технички проблеми, најверојатно поради лошото време. Остана резултатот кој што беше пред самиот крај, пред да се случат техничките проблеми, 27-7. Победа на Делчевки, убедлива од 20 голови разлика, еве преградки меѓу самите ракометарки. Кои се честитаат за добриот натпревар.
Како што кажавме, во пионерска конкуренција Делчевки се меѓу првите 4 екипи на второто место, додека во кадетска во сабота нашата екипа гостува кај тимот на Струженка. Беше тоа се за овој пренос, кој да повториме заврши со резултат 27-7 во корист на домашната екипа. Тоа беше се од овој пренос. Пријатно.